Грејење во средношколскиот интернат има континуирано. Директорот на Средното општинско училиште Димитар Влахов, под чија управа и училишниот дом, вели дека никогаш немало проблем со грејењето на објектот. Напротив, радиаторите се пуштаат уште во 5 часот и 30 минути наутро. Во врска со грејењето се уклучува наутро во 5,5 сатот, а работи се до 9, 10, па некој за зимскиот период и покасно. Заедно во пладневите часови, некаде околу 1-2 часот, 1 до 2 сатот да биде исклучен, затоа што е топло, нема потреба. За работи домаќински, значи нема никакви вакви работи. Од друга страна, управата на интернатот заедно со представници на другите средношколски домови во Македонија на состанок со државните институции побарале исполнување неколку услови за подобрување на квалитетот на живот на учениците во интернатите. Тоа го знаеме сите, тоа се провлекува задните 10-12 години. Можем да кажем дека тоа е пропуск на претходната влада, бидејќи парципацијата беше мошне мала, 7.500 денари по ученик, том овде влегува храната и скрстувањето, и во летниот период на воспитачите, т.е. професорите, не им се плаќаше 3 месеца. Затоа ние моравме да се наоѓаме како ќе бидат тие платени, ќе ги добиват платите. Наскоро, пред неколку дена, поточно во четвртокот, бевме во Скопје, каде што имавме состанок со министерот на образование, заменик министерот, представници од владата, од Тевдовски за финансии, и разговаравме подолг временски период. Нашите барања беа следните: да се зголеми парципацијата на учениците, тоа е од 7.500 до 9.000, значи да возможиме подобра храна и други подобри услови за живење. И исто така да во летниот период на професорите биде надокнадена овие 3 месеци за кои ние мачиме како ќе земат плате. Со ова го дефиниравме на некој начин и наредните договарања беа да се подобрат некои училишни домови кои што имат катастрофални услови за живење. Ѓоргиев вели дека последниве години подобрена е и ситуацијата со кадарот. Во моментот во интернатот сместени се 100 деца, а потребите во Струмица се дупло поголеми. Во текот на престојот, средношколците добиваат и 3 топли оброци.